Тие се символ на трудолюбивост, ред и тишина. Знаете ли дека секоја пчела во кошницата има задача одредена не од шеф, туку од природата? Некои се чуварки, некои собираат нектар, а други се вентилаторки што ја ладат кошницата. Пчелите имаат огромна, можеби главната улога во биодиверзитетот во природата, затоа што се главни опрашувачи, не се единствени, меѓутоа најголем дел од опрашувањето на растенијата го прават пчелите. Од пчелите две најголеми лекции што ги имам научено, тоа е организираноста и дисциплината, дека без тоа нема напредок. А втората е дека треба сите, вклучително да бидеме посмирени, порелаксирани, дека животот не е само стрес, туку е и уживање. Значи пчелите имаат заштитнички или пчели чувари задолжени за безбедноста. Во моментот кога ќе добијат некаков аларм, тие стануваат поагресивни и напаѓаат. Поагресивните пчелни друштва во просек собираат повеќе мед не зашто се повредни, туку затоа што подобро го заштитуваат од грабежи од соседни пчели или од оси кои што прават навистина голема беѓа во есенскиот период од годината. Една пчела лета и до 5 километри за да најде храна. Но ако цветањето доцни, а времето е непредвидливо, тие го трошат својот живот без принос. Денеска два основни најголеми проблеми има во пчеларството, тоа се климатските промени, кои што директно влијаат на развојот на приносот кај пчелите и нелојалната конкуренција, односно лажниот мед кој што влегува од секаде. Лажен мед во смисла на тоа дека лажат за потеклото и за квалитетот и лажен мед скроз вештачки направен во подрумски простори со мешање на пченкарни сиропи и додавање ароми и слично. Местото на кое што се моите два пчеларници е многу специфично. Биодиверзитетот е огромен. Пашата спаѓа во ливадски, меѓутоа има огромен број на растенија кои што ги нема на други места. Значи чаеви, природни лекови, багрем, драка и тоа го прави поспецифичен од другите. И секако тоа што е во органска средина, далеку од луѓе, далеку од населени места, од фабрики, со десетици километри. Медот варира и е различен во зависност од пашата. Затоа има неколку видови на мед, нели ливадски, багремов, шумски, планински, боров и слично. Пашата е таа која што го диктира вкусот, бојата, густината на медот. Европската комисија откри дека 46% од увезениот мед е фалсификуван, најчесто со додавање сируп од шеќерна трска или ориз. Тој нема ни вкус, ни мирис, ни лековити својства. За жал, автентичноста на медот може да се провери само лабораториски. Тоа е еден голем проблем во пчеларството денеска, лажниот мед, кој што е многу тешко да се осети на вкус, на текстура, на боја и на мирис. Го прават толку совршено, што многу тешко се прави разлика од вистинскиот. Визуелно со отварање на кошницата не може да се препознае дали има пестициди во близина, се препозна по тоа што има умрени пчели кога прскаат земјоделците со инсектициди, се нанесуваат големи загуби и штети на пчелните друштва, а најдобра проверка дали медот е чист и од какво поднебје дали има пестициди и отрови е сепак лабораториски преглед. Порака до граѓаните секогаш да внимаваат на тоа што го купуваат, затоа што ако е благо, не значи дека ако е благо и мириса на мед дека е мед.